СВР Охрид е големо подрачје кое има и дел од границата кон соседна Албанија, зачестен прекуграничен криминал, проблеми по прашање на нарушувањето на јавниот ред и мир и особено е за пофалба справувањето со криминалот. Конкретните показатели покажуваат дека во последно време поголеми количини на недозволена трговија со дрога се запленети од Албанија кон Македонија. Исто така се спречени повеќе, односно разоткриени повеќе тешки кражби и можам да кажам дека сум задоволен од работата на секторот за внатрешни работи Охрид, имајќи предвид дека 60% од сторените кривични дела се разоткриени. Така, вие веќе одговоривте на моето прашање. Тоа сакав и да ве прашам, че колку сте задоволни од динамиката на работа на секторот, со оглед на тоа од кога веќе ќе се добијат сознанија за одреден настан, колку брзо се реагира и се разрешуваат истите, се наоѓаат сторителите, можам да кажам. Еве, токму денеска имаме еден интересен случај, тешка кражба која веќе во текот на денот е разоткриена и решена, што укажува на потенцијалот дека капацитетот на вработените во секторот за внатрешни работи е на високо ниво. Оној хроничен недостаток кој целокупната полиција во Република Македонија го има, тоа се униформирани полициски службеници, недостаток на луѓе во униформа. Се надевам дека наскоро ќе биде разрешен, односно со оваа динамика која владата на Република Македонија во минатите години ја презема и сега се уште ја има на својата приоритетна агенда, дека ќе се заврши тој циклус и ќе бидат пополнети како СВР Охрид, така и сите останати полициски станици, односно сектори за внатрешни работи. Јас во најавата спомена во работна посета на секторот за внатрешни работи, но вие од утрово сте веќе тука. Утрово ја отворивте регионалната конференција за сајбер криминал. Може ли да кажеме Македонија како се справува и со сајбер криминалот? Знаеме дека една од 12 земји која што е во Да. Значи, Македонија е како дел од СЕЛЕК, но и како индивидуален партнер на останатите држави во Европа и воопшто во светот, по прашање на сајбер криминалот и финансискиот криминал успешно работи. Јас веќе кажав дека сајбер криминалот е една динамична област на криминал која многу се разликува од современиот криминал. Се работи за извршување криминал на далечина од илјадници километри, каде што нити жртвата, нити извршителот директно не се познаваат, но последиците од истиот може да бидат многу тешки. Во таа насока Република Македонија спроведе неколку активности заедно со СЕЛЕК. Ние сме многу задоволни од соработката со СЕЛЕК. Особено Република Македонија треба да биде горда што директор на СЕЛЕК е представник на Република Македонија, кој успешно раководи со тоа меѓународно тело, полициско тело за спроведување на законите и попречување на криминалот. Така што и оваа конференција која по 6 пат се одржува и веќе во Охрид годинава, покажува колку Република Македонија вложува во соработка полициска на меѓународно ниво и колку нашите луѓе кои се представници во ваквите тела значат и за Република Македонија и за секако Министерството за внатрешни работи. Не само за сајбер криминалот, туку и воопшто за било кој криминал е многу значајна и соработката и со земјите од регионот и на меѓународно поле. Имаме ли ние таа соработка? Така е, соработката е непрекината и продолжува и понатаму. Во денешниот глобален свет не може да остане една земја изолирана, ниту во прашање како на така наречениот класичен криминал, така и во однос на сајбер криминалот или на сите облици на криминално действување, бидејќи имаме криминални групи кои се меѓународно поврзани, многу брзи и мобилни, така што мора да соработуваме и да делуваме заеднички со останатите полиции, особено со соседните.